Поради недостаток на кадар, тонат охридските бизниси. Градот кој има потенцијал да се развива и да биде најдобар туристички, но и индустријски центар, замира поради тоа што нема работна сила. Причината лежи во нашата заедничка колективна неспособност и несвесност да ги изменаџираме добро работите, вели охријанката Катерина Василевска, која иако високо образована, за да го извади детето на прав пат, работела како што вели се и се што. За да обезбедам пристојна екзистенција, вели, подготвував ајвар, зимници, пекмези, а во останатото време се занимавав со преведување и други ангажмани како предавач. Ова е македонска реалност што ја делам со многу луѓе во земјава. Платите се ниски, условите не се најдобри, би рекла, во некои компании, можеби не се ни хумани условите. Луѓето веќе може да патуваат, Македонија не е затворена земја како што беше 2000 и некоја. И отворени се границите и секој нормален би го одбрал она што е подобро за него. Василевска сега е привремено вработена со договор на дело, но голем број работоспособни лица ја немаат нити таа можност. Некои бидејќи не може да се снајдат, а други затоа што не им се допаѓаат условите за работа. Најпогоден е туристичкиот сектор. Во хотелско-гостителските капацитети има над 200 слободни работни места. Сето тоа мене ми е многу смешно. Ние имаме 17% невработени во Македонија, а бараме работници од други. Нека се стегнат газдите, нека дајат плата, децата ќе останат овде и готова работа. Платата е многу битна. За да ги задржиме нашите кадри тука, треба да ги платиме, па не мора да имаме многу профит. Смали си од профитот, дај му на вработените и нека континуирано работи и сите објекти. И не само туризмот. Охрид може да ја развива индустријата како гранка која што е многу значајна за македонската економија. Во градот има неколку компании за автомобилски делови, но поради лошата патна инфраструктура нема мобилност на работната сила. Како што знаеме, мобилноста на работната сила каде што луѓе во Македонија заради работа би се преселиле во друг град е на многу ниско ниво и ние сме една од ретките држави каде што најголем број од индустријата е концентрирана во главниот град. Тоа не е случајот во други земји во Европа или во Северна Америка. Но ако има такво автопатско решение, тогаш ќе имаме ние поголема можност да привлечеме луѓе од други делови на државата. Ако транспортот е пократок или ако е лесно вработените за викенд да се враќаат дома, ќе бидеме не само поконкурентни, туку ќе овозможиме да се набали невработеноста во одредени градови во земјава, вели Мизо.